Добар ви ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар, почеток на изданието за среда. Среда велат среќен ден. И нека е среќен во втората недела од нашата нова сезона на Што мисли народот. Минатата недела сакав и разговарав со нашиот денешен гостик веднаш во првата недела од емитувањето да биде наш гостин. Меѓутоа одлучивме дека сепак имаше работи кои што се случуваа пред се, мислам тука на конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој што се одржа во недела, заради кој и мислам и во право сме што одлучивме да разговараме сега на 2-3 дена после одржувањето на конгресот. Првиот човек на социјалдемократите во Штип, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип, председателот на општинската организација на СДСМ е со нас господинот Владимир Милошев. Ова беше заради тоа што ќе речев доктор Владимир Милошев. Ама не е страшно, бидејќи имаме доктори многу во политиката и јако често пати говорат. Господин Милошев, добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер. На почетокот да ви се заблагодарам за поканата, да ве поздравам вас и да ги поздравам гледачите на телевизија Стар. Реков, мислам дека и добро што одлучивме вака по одржувањето на конгресот, бидејќи различни толкувања имаше, зависи од каде доаѓаат, дури имаше, ајде да доаѓа од власта и ке свата, меѓутоа имаше и од некои аналитичари, зошто сега конгрес, дали се збива членството или не. Која е вашата проценка, има ли место за обвинување во смисол дека СДСМ нема потреба сега да прави конгрес и слично? Што мислите за тие обвинувања и од представниците на ВМРО, да помне и од некои аналитичари? Видете, проценка на раководството на партијата, дали ќе го свика највисокото тело на партијата, конгресот, а сегаш кога се свикува конгрес, тоа значи дека на тој форум се носат многу битни одлуки. Заради тоа беше свикан и 20-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што по својата конципираност, по својот дизајн и по својот ефект кој што го постигна после одржувањето, сметам дека по овој конгрес упативме две многу битни пораки кон оние за кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе излегува на следните парламентарни избори, односно пораки кон граѓаните. Основните две теми кои што беа апсолвирани на конгресот беше презентација и усвојување на планот за Македонија, а втората тема беше типот на коалицирање на предвремените парламентарни избори. Ќе проговориме за сето тоа, меѓутоа јас би ве прашал околу тој момент на самиот конгрес и на одржувањето. Во тој момент кога се одржуваше конгресот, Павел Шацев пласираше една анкета, рейтинг, кој што беше во корист на Груевски, на ВМРО, да помене голема разлика, а од друга страна говорат се повеќе, дури лично имам извори кои што се независни, извори кои што се блиски до актуелната власт, говорат сепак за некакви анкети кои што не се објавуваат, а кои што биле поинакви. Дали имате вие такви информации? Видете, имам информации за последните анкети кои што се правени од независни странски агенции, а меѓутоа сепак не би ги објавувал податоците од тие анкети. Јас не би ги објавил, само велам дека се прилично различни. Социјалдемократски сојуз сме задоволни од резултатите од тие анкети и сметаме дека се движиме во добра насока. Граѓаните, очите на граѓаните, надежта на граѓаните е ствртена кон Социјалдемократскиот сојуз и она што значи понуда од нас кон нив, и секако нивниот глас ќе биде одлучувачки, тој кој што ќе одреди иднината во која што ќе се движи после изборите Република Македонија. Да видиме на почеток дали вашите опоненти ќе се јават или вашите поддржувачи, да видиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Штип и поздрав до водителот Михајловски. Благодарам. Вака, председателе, на конгресот одеше под мотото промени за подобар живот. Сега ја би имал не 2-3 работи околу таа тема. Вие како председател да го презентирате на нашите граѓани што ќе ги заинтересира. Како прво, дали сиромашните ќе плаќаат помал данок од побогатите? Тоа е првата работа. Другата работа, ќе има ли реформи во образованието и во здравството, а во здравството треба да
да обрнете поголем дел зашто вие како доктор сте директно упатени во здравствените неправилности. И друга една работа што би народот го засегнува многу е за младите. За младите да не бегаат од државата, дали е тоа дискутирано на Конгресот. И најважниот фактор, гаранција за земјоделците, за откуп на нивното производство и за повисоки субвенции. Благодарам. Благодарам многу. Ово му доаѓа како предлози за тоа каде ќе оди се да се забележа дел од овие работи забележа во говорите во она што се најавува како политика на ВМРО. Па да. СДСМ. Основното мото на економската програма на Социјалдемократскиот сојуз е враќање на средната класа. Знаеме дека во сите изминати години дојде до драстично уништување на она средна класа, кој што представува и основниот економски двигател во една држава. Дојде до значително зголемување на сиромашната категорија на граѓани, за сметка на оние богати кои се блиски до власта или луѓе од власта, кои што дојде до нивно рапидно зголемување на нивниот имот и богатство и едно огромно осиромашување на граѓаните. Сметам дека имаме еден сериозен концепт, економски концепт и програма со која што ќе доведеме до зголемување на квалитетот на живеењето. Нашата економска програма ќе овозможи да секој вработен зема приход кој што ќе му овозможи да живее над прагот на сиромаштијата. Ако официјалните статистички податоци во Република Македонија зборуваат за околу 700.000 граѓани кои што живеат на праг на сиромаштија, оние индекси на сиромаштија според Светската банка, тогаш сериозно ќе придонесеме за зголемување на тој доход и приход на секој вработен, каде што ќе го доведеме веќе на прагот на излегување од сиромаштијата. Ова не е некој популизам, да речеме, или празни зборови, бидејќи сепак Македонија брои 1,5 милион жители, по просек 1,5 милион жители, што представува еден помал кварт од големите метрополи. За жал, иселувањето, екзодусот на младите во последните години е доста рапиден, посебно во последните 2 години. Најновите анкети покажуваат дека младите во следните 5 години, 80% од младите во последните 2 години не се гледат, односно не ја гледат својата иднина во Република Македонија. Тоа се доста загрижувачки податоци од овие анкети и со право би констатирал дека најголемиот проект на ВМРО ДПМН на изминатите години е Македонија се иселува, а не оној кој што го промовира Македонија вработува. Значи, практично овие работи кои што ги кажа нашиот гледач се предвидени на некој начин во економската програма. Секако, овде имаме даночната политика, реформа во образованието и здравството, образованието. Јас не знам денеска колку имаме можност во детали да ги образложиме сите тие економски мерки или ќе оставам простор во наредниот период, сега во парламентарните избори, во секој во својата сфера да ги образложи во детали и даночната политика. Само ќе споменам сега промени ќе има во даночната политика. Ако досега оваа влада промовираше рамен данок, односно плаќање на даночна основа на сите, сега ќе има промени, односно скалез данок, така да вработените со помали лични доходи ќе плаќаат помал данок, додека оние со поголеми лични доходи ќе плаќаат поголеми даноци. Реформи во образованието мора да има, бидејќи образование вако како што е, повеќе не води кон продукција на квалитетен кадар. Секако дека здравството, секој што имал можност да се, имаме сите потреба од здравствениот систем,
знаеме со какви се проблеми се содруваме секојдневно во болници и во поликлиниките. И на крај сепак ќе завршам овде, значи во овој дел за прашањата за гледачот, за проблемите со земјоделците, околу откупот, субвенциите и така натаму. Сите овие детали, значи во следниот период тимови, представници на тимови кои што ги подготвува овие програми, ќе бидат присутни, се надевам, кај вас и ќе ги образложат овие мерки. Како дел од комисијата, од Централната комисија за здравство, ќе дојдам во посебна емисија со задоволство да ги презентирам и мерките што ги предвидуваме во здравството после промените на 11 декември. Така, што сметате, барем за здравството кога говориме, бидејќи еден од поголемите адути на ВМРО ДПМН за Штип покрај автопатот е и болницата која што се објавуваат од време на време фотографии како се гради, дека конечно започнала да се гради. Сметате ли дека тоа е добар проект кој што треба да се поддржи? Секако изградба нова болница имаме и во нашата програма, онаму каде што имаме дотраени болници, дотраени поликлиники, во нашата програма е изградба или реновирање на таквите болници. А Штипската клиничка болница беше доста предмет на меѓусебни препукувања во изминатите 10 години, бидејќи и граѓаните на Штип знаат дека ВМРО ДПМН уште во 2006 година ја стави во нивната програма Штипската клиничка болница. Во првите неколку изборни циклуси одеа со најава за реновирање, не се случи ништо од тоа. Потоа од 2011 па наваму постојано ветува започнување на изградба на нова болница, конечно сега се случи тоа започнување, иако морам да кажам дека сето тоа е од кредитни линии, од Европската инвестициона банка, кинески кредити, што сите ние заедно повторно ќе ги враќаме. За жал, сите оние буџетски расходи и буџетски дефицит кој што беше направен во изминатите години, ако владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2006 година остави буџетски дефицит околу 2 милијарди евра, моменталниот буџетски дефицит изнесува над 5 милијарди евра, односно над 50% од бруто домашниот производ. Сите тие расходи, сите тие потрошени пари не се употребени за капитални инвестиции, сите тие пари се употребени во сомнителни работи, кои што сега хируршки прецизно ги оперира специјалното јавно обвинителство. Така, уште еден гледач пред првиот блок на реклами, го вклучуваме. Добар ден, повелете, или добро вечер. Ало? Добар ден, повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Ало, добро вечер. Добро вечер, во програма сте, повелете. Поздрав до гостинот и до вас. Знаеме дека во Штип е конфекцијски град. Сакам да прашам какви планови има СДС за штипските конфекцијски работници. Добро, благодарам. Пријатно на прашањето. Да, навистина Штип е битен во тој поглед и веројатно секој треба да има предвид, да. Според наши информации над 4000 вработени во текстилниот класор, односно 7000 вработени имаме во приватниот сектор во Штип. Тоа е една доста ранлива категорија на работници, од една страна поради висината на личниот доход, а од друга страна поради почитувањето, не само условите, почитување на законот за работни односи, односно почитување на работничките права. Во однос на првата работа, Социјалдемократскиот сојуз усвои она што представува план 180. Многу брзо отидовме напред и не успеав да го промовирам овој прв дел од Конгресот. Планот за Македонија состои од два дела. Првиот дел е план 180, што значи итна реализација на мерки во првите 6 месеци, односно 180 дена, а вториот дел е планот 24, односно реализација на програмата во првите 24 месеци. Во однос на текстилните работници представува итна реформска мерка, мерка која што ќе ја примени во првите 6 месеци од мандатот. Што представува оваа мерка? Тоа представува зголемување на минималната плата на 12.000 денари.
Знаеме дека просекот во текстилниот класор, во текстилните работници и кожарските работници во Штип изнесува некаде од 9 до 11.000 денари. Тоа значи дека на секој работник кој што зема 9.000 денари, веднаш после промените во декември месец, минималната плата ќе му биде 12.000 денари. Оние кои што земаат поголема плата од 9.000 денари, ќе биде значи нешто помало зголемувањето. Би сакал да напоменам во оваа прилика дека разликата од сегашната плата до минималната плата ќе биде субвенционирана, дотирана на собственикот на мало и средно предпријатие, на приватниот сектор, директно од буџетот на Република Македонија. Да не биде оптоварен самиот собственик, ќе имаме фази на прилагодување, така да онаа разлика ќе биде значи дотирана од буџетот на Република Македонија. Исто така, оваа минимална плата ќе се зголемува годишно со зголемувањето на просечната нето плата во Република Македонија и со зголемувањето на трошоците на животот. Така да, на крајот на мандатот, оваа плата, минималната плата, ќе изнесува 15.000 денари. Значи тоа е конкретно за конкретно од 12, значи одеме до минимална плата од 15.000 денари. Во однос на вториот дел, односно Законот за работни односи, почитувањето на правата на работниците, предвидуваме и промени на Законот за работни односи и доследно почитување на законот со почитување на работничките права. Тоа значи регулирано работно време, отворање на регистар на прекувремени сати во часови во управата за јавни приходи, исплата на прекувремените часови и донесување и почитување на колективните договори во приватниот сектор. Тоа значи комплетна покриеност, законска покриеност со обврзувачко право кон собствениците на приватниот сектор за да го почитуваат значи овој закон за работни односи. Конкретни мерки. Ние одиме со првиот блок на реклами. И други мерки, ќе се вратиме веднаш по рекламите, веројатно и во однос на прашањата и се она што е интересно и актуелно, имам и јас своји прашања, но гледачите доколку ги има секој дека тие ќе имаат предност. Одиме со прв блок на реклами. Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. И после 25 години, се уште најдобри. Автошкола Зелен сигнал. Единствената автошкола во Штип која оспособува кандидати за возачи од сите категории. А, А1, Б, С, С+Е и Д. Најдобри инструктори, најсовремена опрема и возила и огромно искуство. Ние создаваме возачи. Автошкола Зелен сигнал. ПСС секогаш актуелен и во чекор со вашите барања. Поведовме постапка за утврдување на собственички статус, легализација на трактори и тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори, автоприколки, приколки за домување, приколки за чамци од категорија О1 и О2, како и моторцикли и мопеди. Секогаш во чекор. ПСС. Бела, најдоброто од мајката земја. Amor, amor,
убавина што воодушевува. Раскош за очите, одмор за душата. Светско, а наше. Ресторан Амор. Најубавиот ресторански комплекс во Македонија со сала за свечености за 800 гости. Вкус што се памети и векани пак. Со љубов, ресторан Амор. Посетете ме, Мебел, Јумис. Нека есенските лисија крцкаат под вашите нови чивли од Марвел. Зачекорете удобно во новата сезона есен-зима и станете член на големата Марвел фамилија на задоволни клиенти. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок – картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте есенската Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. Со страништата земјоделците го изгореа и дивечот. Претежно на зајакот, за јаревицата. Цела година карбинчани кажуваа каде да се трошат буџетските пари. Го слуштали општината гласот на народот? Буџетот на Делчево во длабок минус. Кој е крив, прашуваат и власта и опозицијата. И во СВР Штип, ВМРО и СДСМ по свое. Заменик министерот Андонов го пречека бившиот началник. Тоа само покажува дека интенцијата на западните продолжува. На денот на наставникот, признание за најдобрите од Штип. За да го вратиме угледот и значењето на наставникот. Втора среќа за штипскиот прволигаш Брегалница. Општината распиша нов оглас за продажба. Предмет на јавниот повик е продажба на 250 обични акции собственост на општина Штип. Еве назад, она што не го кажавте, што остана ќе го кажете во продолжение, мене ме интересира уште една работа, која што се форсира како една теза на адреса на СДСМ, дека СДСМ ќе трпи многу и дека кадрите на СДСМ ќе има раздор во СДСМ, затоа што на листите би се поставиле од шарената револуција, луѓе и слично. Дали е тоа реална опасност и дали СДСМ е подготвен да го истрпи, да речеме таа жртва, затоа што така би се поставило во ситуацијава. Колку може да му се земе за греф на СДСМ што би ставил на листите луѓе кои што учествувале во шарената револуција, условно речено? Видете сега, навлегуваме во една битка, на тешка битка, со еден воспоставен режим, 10-годишен режим во Република Македонија, преголема битка и преголем влог за да ја водиме самите. И во составувањето на програмата во изминатиот период и сега во влегувањето на кампањата и во предизборниот период, Социјалдемократскиот сојуз максимално се отвара кон граѓанскиот сектор, кон експерти, кон поединци, кон се она што значи широк граѓански фронт. Пролетта, целата пролет ја водевме заедно со граѓаните, со сите граѓани, означено како шарена револуција,
како последица на се оно што значеше неспроведување на Пражинскиот договор и она фамозна аболиција на Иванов. Поради тоа, оно што следува, составувањето на пратеничките листи, сметам дека сосема оправдан е ставот на председателот Заев дека на овие пратенички листи треба да се најдат поединци и представници на шарената револуција, оние кои што беа водачи во сите тие протести. Меѓутоа и на пратеничките листи треба да се најдат и партиски луѓе кои што во целиот изминат период беа најелоквентни, најхрабри и најсилно му се спротиставија на режимот. Сметам дека не представува жртва да во колку на листите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата се најдат и членови на шарената револуција. Практично тоа би било напуштање, односно на граѓанскиот сектор. Така, пред гледачот, практично тоа би било напуштање на онаа пракса досега дека можеби некогаш награда е да се стави човек на пратеничка листа и само тоа да биде партиски и слично. Тоа можеби она што се најавуваше од СДСМ дека ќе се оди во некакво поинакво практикување на политиката. Да, бидејќи сега максимално се отвара Социјалдемократскиот сојуз, се во интерес на Република Македонија, во интерес на граѓаните, во интерес на враќањето на слободата, демократијата и така натаму. Мораме да го отвориме тој широк. Се сеќавам дека може да ви забележат и за ова, бидејќи ВМРО ДПМН своевремено велеше дека ќе се префрли на движење граѓанско, може би се да само поправи ќе го направите, па ќе го обвинат за крадење на идеи. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добро вечер. Ало? Повелете, да слушам. Добро вечер. Добро вечер. Престанка, добро? Добро, работиме. Слушай, да му кажеме на господино. Ајде. Дали знае он колку треба плата да взима 15.000, дали он на норма работил, дали бил по такви работи или само се знае в болницата работе и вика толку ќе дава. Дека ќе даде на прифатно. Тај си е газда, прифатнак. Он работил ли по прифатните конфекции? Нека прво тоа да опрашам него. И да знае како се работи и како се печалат тие пари. Одека он ќе ги најде тие пари да ги даде на работниците по преди таксуват. Вие мислите дека не може тоа да се реализира, така? Мислите ли дека не може тоа да се реализира? Абе како ќе биде? Јас сум била работничка таква, што сум била по конфекција, пензионерка сум, али тоа не може. Ќе морам ја да искарам нормата па да земам плата. А он не може ми да, ја не сум под буџетот била или другите што работат конфекции или припадните сите. Лесно под буџетот, ја да сум под буџетот и он кој може да земе 15, 20, 30, 40 хиляди. Како да тоа лажат народот, мене ме чуде толку. Така, а не бива толку да се групираме самите. Добро. Да ги народот, они мислат народот спијат ли? Кој газда ќе дае пара, кажем, јас сум била у припатните работила сум. Кој газда? Нормата мора да изадаш па да печалаш пари. И да не го занесуват народот 15-20, одека ќе ги најдат джепа, ќе дадат од нив, никој не дава. Ајде да ви одговорат, благодарам на јавувањето. Благодарам. Ќе почнам од крај кога гледачката ми рече дали мислиме дека народот спие. Да, народот долго време спиеше. Народот долго време беше магепсан од лажната пропаганда, од лажниот сјај кој што нудеше ВМРО ДПМН. Имавме сериозни проблеми со освестувањето на народот. Меѓутоа народот веќе е освестен. Оние ветувања од 2006 година, кога ВМРО ДПМН во својата економска програма ветуваше годишен раст од 6 до 8% и раст на животниот стандард годишно, каде ќе бевме сега во колку се реализираат таквите ветувања. И токму поради тоа народот повеќе не спие. Во однос на она прашање од каде ќе ги најдеме средствата и дали јас сум негош работел во текстилна фабрика или во приватен сектор. Во приватен сектор не сум работел, во текстилна фабрика нисто така не сум работел, бидејќи мојата професија не наоѓа место во текстилната фабрика. Значи сум учел за тоа, сум се градил во животот за тоа и тука сум да им помагам на луѓето од здравствен аспект. А од каде ќе ги наоѓаме парите, на господјата со задоволство ќе ги кажам да не се грижи за тоа, од каде ќе ги наоѓаме парите. Пари во државата има, бидејќи 300 до 400 милиони евра годишно или се крадат и се изнесуваат надвор од државата од актуелната политичка гарнитура, или се трошат за непродуктивни трошоци. Ќе потстам само господјата, последно и актуелно што почна да се гради во Скопје, панорамско тркало. Му треба на некој 18 милиони евра.
Нека иде госпоѓата во клиничката болница во Штип, нека лежи една вечер само, да ја прашам како ќе се чувствува, во кое што со години не е окречена една соба. Ќе прашам госпоѓата кога ќе иде во клиничката болница во Штип, во 2 часот ноќеска, за да ја кажа дека мора да купи канила за да прими инфузиона терапија. И да, народот повеќе не спие, народот е разбуден. И затоа народот ќе ја казни ова злосторничко здружение на 11 декември. И сега интересно, мене ми е интересно, гледач ќе вклучиме, но лошо е ако во држава сметаме дека во приватен сектор е тешко да се дадат 15.000 денари плата тогаш, или 12-13, мислам дека е прилично лошо. Затоа што за минимална мислите. Да, и за минимална и вака затоа што луѓето ја сваќаат работата дека толку ќе биде. Вака сега. Тоа е проблемот. Тоа е голем проблем. Немав можност да објаснам од претходно. Зголемувањето на минималната плата е зацртано, ќе биде со закон зацртано. Минимална плата во старт први 6 месеци 12.000 денари. Тоа не значи дека сите останати плати ќе останат на исто ниво. Секој дека имаме зголемување на спирала, отварање на спиралата на платите и зголемување на платите на сите вработени. Така, минимална плата не значи дека ќе му се возможи на некој да ја дава толку таа јако може повеќе. Од каде? Јас имам контакти и разговарам со сопствениците на приватниот сектор во Штип и верувате дека со задоволство ќе се прифати оваквата мерка. Дел ќе се искрати од профитот, мора да скрата дел од профитот. Меѓутоа, знаете колка ви се казните на приватните фирми во изминатиот период кај резултат на оваа драстична казнена политика што ја спроведуваше власт на ДПМН. Што малку да се релаксираат и тие, мислите, во тој поглед. Кои беа причините и поводот за таквите казнени политики, а ќе имаме промени во казнената политика во првите 6 месеци? Да вклучиме гледач да не чека. Знам, барем кажавте така, да одговориме на тоа, да довршите за ова па реклами. Добар ден или добро вечер, се извинувам што почекавте. Добар ден. Добар ден. Културно е да се поздрави водителот и гостинот ваш. Културно е да ви поздравиме, повелете. И мило ме што така многу убаво зборува под наводници, само дали си стоат на ветувањата на зборовите. Види рецептот, тие го можеа да го најдат, бидејќи на времето работеа без опозиција, сами раководеа, сами за се одлучува, што одлучија, народот го доведеа на противски стап. Ги затворија фабриките, производство, се распродажба, се, народот преку 150.000 луѓе останаа на улица и што понатаму? Дојде во нијо време се случи, кога беше имаа премиер на државата, се случи трагедија на председателот, под наводни знак прашални како тоа дојде, што дојде, бидејќи уште не е разјаснето, и си има и председател на државата. Значи све беше во нивни раци. Све и се остави сами да решават и како да решават, меѓутоа народот виде дека не ги бива и дојде до промена. Значи 10 години беа на власт, ништо не направија, да ги запамти и забележи народот. Сега кога дојде оваа влада, бидејќи оваа влада ја викат влада на неучените луѓе, влада на понискиот слој, меѓутоа овој слој е поброен него оние што ги имат во нивните кругови, она елита која крадела 50-60 години и која беше понижение да се симни доле со народот, да разговара и да видат како живеат после нието 96-та таму која е раководија. 10 години не се на власт, значи поставете прашање. Сега пред 10 години. Прашањето. Значи, народот памети и сега денеска не се добива власт со оно што е направено убаво за очи и за народ ужива, да се руши. Да се руши, да се бојадесува, да се пали, да се хулигански уништува имотот од кој е одвоено од секој нас граѓани од данокот што се прави. Значи треба малку да се симнат доле, али тоа си го малку нијето его уништат и да видат како и што се работи. Така. Добро, ова беше повеќе коментари, ви реков, бидејќи велите таа влада 10 години не се, затоа сакав прашање да поставите, еве повелете коментари. Тоа се тие веќе малкуми на останати кои што се проголтани од еден или од други причини, од клиентелизмот на ВМРО ДПМН и слепо бранење на една политика која што за жал ја урниса Република Македонија. Република Македонија имаме урнисани систем на вредности. Во Република Македонија имаме руинирано општество, руинирано судство, руинирано образование, руинирано здравство, руинирана државна, неквалитетна, неефикасна државна администрација.
Кога работникот збори за заминатото, а јас не велам дека во време на Социјалдемократскиот сојуз немало грешки, немало злоупотреби. Меѓутоа, после 2008 и 2009 година Социјалдемократскиот сојуз во Собранието на Република Македонија поднесе предлог на закон за испитување на сите аномалии и злоупотреби кои се направени во времето на транзицијата. Да, синоќ истото го кажа Ване Цветанов, Вели Црвенковски го поднесе тој закон, никој не се да го спомена. Зошто не го прифати актуелната владеачка врхушка на ВМРО ДПМН? Прашање. Така. Кој што секој нема да има одговор. Така да депласирано е повеќе да зборуваме за она што направила СДСМ, што направила оваа власт. Ако гледачот спомена некоја си бројка од 150.000 кои што сме ги оставиле во времето на СДСМ оставени на улица. Статистиката, Заводот за статистика на власт на ВМРО ДПМН моментално има 700.000 сиромашни кои што живеат со 40 денари дневно. 250.000 невработени, 26.700 приматели на социјална помош, 46.000 приматели на некаков додаток од Заводот за вработување. Тоа е една фрапантна бројка која што не ја кажуваме ние, која што ја кажува и официјалниот Завод за статистика и сите релевантни меѓународни организации, финансиски институции. Според тоа, повеќе не можеме да зборуваме за СДСМ како правил кога пред 10 години бил на власт, а сега оваа власт како прави, односно што постигнала. Евидентно е каде не доведе оваа власт. Во времето на СДСМ 2005 година добивме кандидатски статус. Бевме и пред Хрватска, бевме и пред Босна и Херцеговина, и бевме и пред Србија, и бевме блиску до Словенија. Каде се денеска тие? Каде е Република Македонија на чело со ВМРО ДПМН. Иако сте свесни дека тоа ќе бидат главните адути на вака ќе бидат тие поставености за време на кампањата. За време на кампањата копијата ќе се кршат околу економската програма и околу стандардот на граѓаните. Ќе има ли бомбите во кампањата? Нема да ги има бомбите, бидејќи целиот материјал е предаден специјалното јавно обвинителство. Така. Во ред, да одиме со вториот блок на реклами, потоа нешто сосема за штип, нешто што овие денови се врти по социјалните мрежи, а интересно е токму околу вработувањата и невработувањата. Одиме со вториот блок реклами. Неделна акција во маркетите на Зендолино. Шумка пилешки гради 129 денари, Делисимо краток копан 94 денари, ролник паштета 15 денари, Фриком златна мешавина 55 денари, кетчап Полимарк 82 денари, шампон Head and Shoulders 229 денари, Кле универзален детергент за 452 денари. Зендолино, мислат на вас. Сакате три желби? Но гастрономски. Повелете во рибниот ресторан Златна рибка на нова гастрономска авантура. Топол амбиент, гостопримливи домаќини и неодоливи јадења. Повелете на рибни специјалитети, но и традиционални јадења и вкусна скара. Сакате уште 3 нови желби? Тогаш повелете во рибниот ресторан Златна рибка. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Најниски цени во маркетите на Китго. Мешана салата Ларс 34 динари. Чадена свинска печеница Глобус 288 динари. Мешан деликатес Берово 162 динари. Мармалад вкусно, мешан 49 динари. Сок мазито со гратис кулачи класик 97 динари. Средство Типсо со 450 мл гратис 69 динари. Детергент Персил 3 кг со гратис омекнувач Силан 353 динари. Цените важат со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела,
Подарок од најдоброто од мајката земја. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Од идеја до реализација со Градител Штип. Проектирање, изведба, продажба на секаков вид градежни материјали, обука за млади, но и возрастни, издавање на лиценци за зидари и фасадери, признаени низ цел свет, најсовремен склад со цемент, блокови, фасадерски материјали, граѓа, железо, како и лимови и профили. Достава до самото место на градба. Градете и изградете со Градител. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Вака сега, не чекајте да пукне лето, па после не сме ви кажале. Правец во Интерсолар, ем ки си се бањате џабе, ем субвенции ки си земете. Е исто, ама не е исто. Со парите што ќе ги заштедите, повторно одите во Интерсолар и си купувате блиндер врата и тоа во најразличен дизајн, боја и современ квалитет. Интерсолар ви нуди целосна подршка, продажба, сервис и монтажа. Башка и купувате на рати со попусти. Заштедете и заштитете се. Интерсолар. Продажни салони во Кочани наспроти градскиот парк и Сењак 3 во Штип. И оваа недела, неверојатно ниски цени во Туш. Багет со масленки 23 динари, свински мускул агрија 239 динари, јунешка плешка без коска 349 динари, осоговско кравјо сирење 199 динари, абразивно средство ЦИВ 79 динари, тоалетна хартија, Палома ексклузив 119 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Во последните неколку минути сме од емисијата, спомнав јас барем еден дел од ова што е ќе имали бомбите, дали ќе се емитуваат или не, бидејќи многу има тези околу тоа дека има обиди да се забрани употребата на бомбите во кампањата. И од тој аспект, ваша проценка, бидејќи ајде да речеме дека ќе има избори, макар што многумина се скептици, каде ќе се води навистина политичката борба? Дали со ова што се явуваше гледачот и евентуално со бомбите и политиканство, или навистина со програми, со конкретно ова што рековте, план 180, план 24, конкретни предлози околу тоа што би се случувало во иднина, бидејќи многумина си го поставуваат прашањето што ќе променат изборите, што би променила нова власт со СДСМ, што би променило останувањето на ВМРО-ДПМН за Македонија, не за самите партии. За да одговорам на ова прашање, мора малку да се вратам наназад. Пак ќе повторам, 2005 година станавме земја кандидат за членство во Европската Унија. Денеска Македонија е изолирана земја. Денеска Македонија е земја која што има проблем не само со еден сосед. Македонија има проблем со сите соседи. Денеска Македонија е најсиромашната држава во Европа. Денеска Македонија е земја со најниско ниво на медиумска слобода. Денеска Македонија е земја од која што има 600.000 иселени млади, затоа што не ја гледаат иднината во Република Македонија. Груевски и ВМРО-ДПМН и канцерот на груевизмот, кој што навлезе во сите темели на македонската држава,
предизвика на македонците да им се згади Република Македонија. Не толку заради сиромаштијата и лошиот живот, туку заради хаосот кој што владее во Република Македонија и заради тоа што Груевски и ВМРО ДПМН успеаја од Република Македонија да направат едно шизофрено општество. Од тие причини, следните парламентарни избори, граѓаните ќе имаат можност да одлучуваат за едината на Република Македонија. Македонија на следните избори ќе се бори токму против груевизмот. И граѓаните секако ќе имаат можност да изберат понуда од страна на едната и на другата опција, меѓутоа суштински на овие избори ќе биде или Груевски или Македонија. Изборот е кај граѓаните. Што ќе прави СДСМ во поглед на имаше прашање за реформи во образованието, бидејќи еве Штипје сите се согласуваат дека Универзитетот Гоце Делчев практично значи еден голем импулс за самиот град во многу аспекти. Дали има нешто предвидено СДСМ во тој поглед, бидејќи е важно, затоа што факт е Универзитетот е една работа околу која се согласуваат сите. Ми се чини во многу погледи. Така. Социјалдемократскиот сојуз, може би до малкумина го знаат, би сакал вечерва да го кажам, дека уште 2005 година, кога на власт беше Социјалдемократскиот сојуз, беше изготвена целокупната платформа и проекција на Универзитетот Гоце Делчев, кој што требаше да стартува 2006 година. После губењето на изборите, превземена истата таа платформа и 2007 година стартуваше со работа. Многумина се обидуваат да шпекулираат дека Социјалдемократскиот сојуз ќе го урне Универзитетот Гоце Делчев, ќе го редуцира, ќе го затвори и така. Ќе го однесе заев во Струмица. Заев во Струмица ќе го дислоцира и така натаму. Најодговорно како претседател на општинската организација и како застапувач на политиката на Социјалдемократскиот сојуз, тврдам дека СДСМ застанува зад и стои зад Универзитетот Гоце Делчев, ќе оди во насока на развивање на Универзитетот Гоце Делчев и оно што е најбитно за студентите, за сите студенти кои студираат моментално универзитетот, дека во понудата, односно планот 24, проектирано е изградба на студентски кампус во кој студентите ќе ги имаат идеалните услови за живење и за учење. За крај, бидејќи тука сме некаде толку и имаме време за да одговорите, се шпекулира веќе со тоа дека некој сака да избегне избори. Дали СДСМ сака да избегне избори? Дали мислите дека сепак ќе се исполнат условите и навистина ќе има избори во декември? Дали може да поставам контрапрашање? Дали вчерашните неизгласување на законот за пролонгирање на рокот на специјалното јавно обвинителство и околу законот за заштита на сведоци со гласање против на ВМРО ДПМН и недоаѓањето во собранието на другата владеачка партија ДУИ не е доволно индикативно кој тоа сака да избегне од избори. Очигледно на ВМРО ДПМН фер, слободни и демократски избори не им одговараат, бидејќи губи. И затоа на крајот сакам да кажам, сакам да порачам дека на 11 декември промени ќе има. На 11 декември победува Социјалдемократскиот сојуз со целиот опозиционен блок, меѓутоа ќе немаме многу време, ниту простор, ниту повод за славење, за веселба, поради паѓањето на режимот, бидејќи веднаш на 12 декември ќе се соочиме со една крајно разорена, крајно урнисана и презадолжена држава. Држава во која, што реков, канцерот на груевизмот влезе во секоја пора и во секое ткиво, и држава која што е полна со криминал и полтроство. Таа ВМРО-изација, тој груевистички канцер, за да го исчистиме, ќе треба доволно време, доволно самопожртвуваност, доволно храброст, доволно знаење. Социјалдемократскиот сојуз е спремен да ја превземе власта, спремен е да ја врати Македонија онаму каде што е местото на евроатлантскиот пат и со целиот свој капацитет ќе го врати достоинството на граѓаните, ќе ја врати слободата, ќе ја врати вербата во едината. Од тоа поголем предизвик нема. Ќе се обидете да живеете во сегашноста, не да се враќате во
минатото, предпоставам, бидејќи често пати прашањата се која направи за партија за минатото ќе си има соодветни институции. Политиката нема да се занимава со минатото. Нашата визија е гледање кон напред. Токму и тоа ќе биде еден наш итна мерка да специјалното јавно обвинителство премине во еден траен орган и професионално, без партиски влијанија, се занимава со сите незаконски работи и на минатите, меѓутоа и на тогашните актуелни функционери. Значи во Македонија мора да свртиме нова страница, Македонија мора да се врати и да зачекори на вистинскиот пат. Јас ви благодарам за гостувањето и се разбира останува простор за нови гостувања до почнувањето на кампањата, се разбира, потоа се ќе биде малку поинаку бидејќи тогаш почнува оној период во кој што малку поинакви се работите, но секако ќе бидеме тука да ги слушаме сите мислења. Благодарам на поканата, ми беше чест да гостувам денеска во вашата емисија. Тоа беше гостувањето на господин Владимир Милошев, претседател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во изданието на Што мисли народот за среда. Се гледаме утре со ново издание во истото време на истото ова место. Имате пријатна вечер.